Нејмар, по одигрувањето на Купот на конфедерациите, би требало да замине за Барселона на преговори околу својата евентуална преселба во Шпанија. Нејмар ќе отпатува во каталонската престолнина на 9 јули, каде ќе почнат преговорите за неговиот ангажман на Nou Camp. Тој неколку пати истакнуваше дека сака да остане во Сантос до крајот на светското првенство во Бразил 2014 година, но очигледно е дека нема да може да ја одбие понудата на каталонците. Познато е дека таткото на големиот бразилски талент веќе ја посети Барселона заедно со Андре Кури, кој најчесто е задолжен за операциите на каталонците во Јужна Америка. Тоа е само уште еден знак дека контактите помеѓу Нејмар и Барса се и тоа како активни и дека тој би можел следната сезона да се пресели во Европа. Барселона наредното лето ќе има буџет за засилување кој ќе се движи помеѓу 40 и 50 милиони евра, сума која може и дополнително да се зголеми со евентуалните продажби на Алекси Санчес, Давид Вилја и Виктор Валдес. Според последните информации од Барселона, треба да заминат повеќе од 10 фудбалери. Леброн Џејмс на надпреварот против Бостон од регуларниот дел од сезоната собори уште еден NBA рекорд. Џејмс во победата на Мајами против Бостон од 109-101 запиша 20 поени со кои по 8 пат во кариерата ја помина границата од 2000 поени во една сезона. Џејмс така стана најмладиот кошаркар во историјата на NBA лигата кој успеал во тоа. Рекордот го држеше Мајкл Џордан кој на 30 години во 1993 година постигна понад 2000 поени во 8 сезони. Во тоа Џејмс веројатно ќе успееше минатата година да не беше скратена NBA сезоната на 62 надпревари. Минатата сезона Леброн Џејмс постигна 1683 поени. Кошаркарот на Мајами Хит оваа сезона и натаму е најголем фаворит за освојување на MVP наградата. Сан Антонио Спарс за плейоф надпреварите се засели со ветеранот Трейси Мегреди, кој претходно настапуваше во Кина. Спарс го отпушти Стивен Џексон поради конфликт со тренерот Грег Попович, па така остана едно слободно место во составот на Спарси. Место кое менаџментот на тимот го пополни со добро познато име во 33 годишниот Трейси Мегреди. За тимот на Квинг Дао, Тимек имаше просек од 25 поени, 7,2 скока, 5 асистенции по надпревар за 31,6 минути на теренот, а во Сан Антонио ќе остане најмалку до крајот на плейофот. Во својата кариера настапуваше за Торонто, Орландо, Хјустон, Њујорк, Детройт и Атланта, а во 938 настапи, 7-кратниот All-Star има просек од 19,6 поени, 5,6 скокови и 4,4 асистенции по надпревар. Најдобриот француски ракометар и еден од најдобрите светски играчи Никола Карабатич реши да ја напушти Франција и да се пресели во соседна Шпанија. Новата дестинација на Карабатич ќе биде каталонска Барселона. Репрезентативот на Франција на ваков чекор се решил по скандалот со кој беше поврзуван, а во врска со местење на надпревар на Монпелје во минатата сезона, поради што тој еден период беше суспендиран. Карабатич со Барселона би требало да потпише договор на 3 или 4 години.